Fire the hole! Fire the hole! Fire the hole! Од Ирак до Јемен, американските сили, понекогаш потпомогнати од британските сили, возвраќаат против групите поддржани од Иран. Хутите извршија повеќе од 30 напади врз меѓународни бродови во Црвеното море и Аденскиот залив, како што велат како одговор на војната против Хамас во Газа, иако многу од нивните напади биле насочени кон бродови кои не се поврзани со Израел. Нападите во Јемен оваа недела погодија објекти за оружје, радарски локации и проектили за кои САД рекоа дека се подготвени да лансираат врз меѓународни бродови. Нашата цел овде е да се осигураме дека Црвеното море е безбедно и безбедно за меѓународните бродови. Тоа е нашата единствена цел. Меѓународната заедница повикува на итен прекин на насилството. Ги повикувам сите страни да се повлечат и да ја разгледаат ужасната човечка цена на регионалниот конфликт. Белата куќа вели дека регионалниот конфликт е токму она што САД, Велика Британија и другите сојузници се обидуваат да го избегнат со овие напади. Ако сте во спор со некого и можете да најдете начини да му ги врзете едната или двете раце зад грб, тоа не е ескалирање, тоа е деескалација. Тоа е одземање на способноста на другата страна да нанесе штета. Треба обид да се избегне регионална војна, но се чини дека имаме една. Бред Баумен од Фондацијата за одбрана на демократиите вели дека САД не ги погодуваат доволно силно иранските полномошници на Блискиот Исток. Тие постојано се обидуваат да убијат американци и единствената причина зошто немаме повеќе американски жртви е затоа што презедовме мерки да се одбраниме и имавме среќа. Тој вели дека одговорот на САД не бара одговорност од крајниот агресор Иран. И колку повеќе зборуваме за Хутите или Хамас или Хезболах, толку повеќе играме директно во големата стратегија на Иран, каде што тие се мајстори на марионети. Не напаѓаат преку нивните марионети, тие ги прикриваат своите постапки преку нивните марионети. Тензиите се зголемуваат како што Конгресот го запре дополнителното американско финансирање за израелските одбранбени сили, како и повеќе средства за Украина, чии сили водеа речиси 2-годишна војна против руските напаѓачи. Додека заздравуваше по хоспитализацијата, секретарот за одбрана на САД Лојд Остин беше домаќин на десетици нации на првиот состанок на контакт групата за одбрана на Украина, откако на Пентагон му снема средства одобрени од Конгресот за испраќање во Киев. Групата има за цел да продолжи со координирана воена поддршка. Украина ќе победи во оваа војна, но не само Украина, туку и целиот демократски свет. САД се уште тренираат украински пилоти во западната сојузна држава Аризона, со надеж дека дополнителната способност ќе даде предност на Украина додека се бори за опстанок. Во масовниот руски воздушен напад неодамна загинаа неколку луѓе, а беа ранети околу 50 други.